Почитувани граѓани, ситуацијата со загадениот воздух е повеќе од алармантна. Вие тоа многу добро го знаете. Колку се гушите наместо да дишите, чувствувате секојдневно. За жал, огромен е бројот на оние кои што се принудени да бараат помош од лекар заради загрозеното здравје. Цели 10 години Никола Груевски и ВМРО ДПМН не преземаа ништо, немаат решение за загадениот воздух. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија знае што треба да се направи. Ние се грижиме за интересите на граѓаните и нивното здравје. Затоа бараме надлежните веднаш да ги спроведат овие конкретни мерки за намалување на загаденоста. Наместо поскапување на билетите на јавниот превоз, да се воведе субвенција која ќе важи за сите во зимските месеци. Веднаш да се подготви стратегија за вклучување на поголем број домаќинства на системите за централно грејење во сите поголеми градови, каде загаденоста е на високо ниво и тоа да биде субвенционирано од страна на владата. Да се воведат грантови за инсталирани соларни панели, а не за ќумбиње на палети, грантови за изолација на објекти и инсталација на енергетски ефикасни апарати. Наместо тајно и преку ноќ да се атакува на последните дрвја што се обидуваат да им дадат малку кислород, градот Скопје итно да забрани сеча на постојните дрвја и да започне со санирање на сите уништени зелени површини. Да се задолжат инспекторите за животна средина, да ги посетат сите субјекти кои вршат проверка на масло на возилата, да се проверат како се постапува со искористеното масло, дали соодветно се складира и предава или се користи за грејење. Владата итно да предложи, а собранието да изгласа одлука за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите на буџетот, со која тројно ќе се зголеми средствата на Министерството за животна средина и просторно планирање во делот на заштита на животната средина. Ова се конкретни мерки. Само со сериозен и одговорен пристап може да се променат работите. Во Македонија има 1350 смртни случаи поради загаден воздух, а владата на премиерот во заменување Никола Груевски, наместо да понуди конкретни решенија на своите седници, носи банални заклучоци, префрлајќи топката од едно министерство на друго. Зарем е битно во чија надлежност се мерните станици, ако тие покажуваат зголемено присуство ниво на PM10 честички и до 20 пати на дозволеното. И не само на нив, зголемени вредности почнаа да се покажуваат и кај јаглеродниот моноксид, но и кај останатите полутанти. Потребна е итна и неодложна реакција, а не долги дискусии за тоа која лабораторија ќе вршела испитување на хемискиот состав на PM10 честичките. Да повторам, врвен приоритет треба да биде здравјето на граѓаните, а не баналните проекти со кои само се манипулира јавноста и се тера бизнисот на фамилијата. Затоа бараме преземање на конкретни мерки сега и веднаш. Благодарам.